Бушави глави! Будилник кога некој го будиш. Будилник може да те разбуди исто како часовник. Можеш некој кога го будиш со вода ако му сеш на глава кога спие. Будилник е часовник кој што те буди, а пак ако немаш часовник, телефонот може да си го направиш и он ќе те разбуди. Сад, тоа е сад што служи за будење. Е па часовник? Овој со броеви, кога го кликаш на него. Јас сакам тоа да имам, ама немам. Будилник е тој што не буди, ама ние често немаме будилник. Во старото време се користела будилник, зашто таму немало телефони и струја. Сега тука има телефони и струја и може да се користи будилник и телефон за да не разбуди од сабајле. Можеш некој кога го будиш со вода ако му сеш на глава кога спие. Бушави глави! Бушави глави! Бушави глави! Треба правилно да се намести. Не треба да го несеме на саатчија. Па ние дома се будиме со телефон. Порано луѓето користеле будилници. Посебно ако немаме мобилен да не разбуди. И со телефонот сигурно ќе се разбудиш, освен ако не ти откаже батеријата. Тој обично не стои до масичката до креветот. Но ако батеријата не се исклучи, мора да има во случај будил. Ја кога идам у школу, ама они ме будат, а знаеш шо, ја кога спијам, никој не ме буди, јас само спијам и не можам да станам. Секој дом мора да има будилник. Ако немаш будилник, треба будилникот можеш да го наместиш на телефон. Бидејќи тогаш немало мобилни телефони. И морале да ги наместат средките во толку часот колку што сакаат да ги разбуди. И ние треба да го местиме точно на времето кога сакаме да го стане. Или пак будилникот може да ни се расипе и после да задоцнем и да се успиеме. Дека ја кога чекав многу, ја ги отворив очите. Јас станав. Будилник е тој што го измисли будилникот, ја да го најдам, ќе поразговараме малце, сериозно, зашто будилникот е една од моите најомразени работи. Бидејќи будилникот нели не види, да не се разберем погрешно, будилникот е добар заради тоа што за спанковци како мене може да ги разбудат и они да стигнат на време на работа. Меѓутоа нешто не сум многу фасциниран од тоа будилникот. Бушави глави. Бушави глави, слушајте го. Немојте да одите секогаш по постапките на возрастните, заради тоа што не значи дека тоа е правилниот избор. Правете го она што чувствувате и ова е порака до родителите, а не до децата. Немојте никогаш, ама никогаш да се сомневате во вашето дете, дали ќе биде во нешто добар, само знаете дека он тоа искрено го сака и многу да им помагате на нашите деца. Кога зборам на нашите, зборам како и вашето дете е мое дете, мислам заради тоа што јас сакам да ги научам исто нешто децата, за утре да се осеќаме многу поубаво, за утре да бидеме сигурни и утре да бидеме стабилни, а не да дојдат некои луѓе кои што ќе се чудиме што сакаат да направат со нас. Бушави глави.